Шtovани колеги, благодарам за присуството на денешната пресконференција на ВМРО ДПМН. Во изминативе неколку денови ВМРО ДПМН го повика господин Стефчо Јакимовски да се произнесе за аферата Истражувачка станица Катланово. И СДСМ и Стефчо Јакимовски одбегнаа да дадат одговор на нашите прашања. Но најмањето на одговор не може да го сокрие податокот дека Јакимовски злоупотребил функцијата министер за труд и социјална политика и работел нечесно. Господин Стефчо Јакимовски во времето додека бил министер за труд и социјална политика лично барал и издействувал бездомниците од Скопје да се сместат во невладината организација Истражувачка станица Катланово, чие седиште е на домашната адреса на господинот Јакимовски. Исто така, со факти и документи, ние покажавме дека господинот Стефчо Јакимовски со својот личен подпис на фактурите од неговото министерство префрлал огромни суми на пари на својата домашна адреса на улицата Владимир Каваев број 10А, која воедно било и седиште на неговата невладина организација. Господинот Јакимовски со склучениот договор на својата невладина организација и гарантира исплата од 20.000 денари секој ден, односно 10.000 евра секој месец. Ова е начинот на кој господинот Стефчо Јакимовски како министер за труд и социјална политика водеше сметка за згрижувањето на бездомниците. Само за подсетување, ова се случува во периодот во кој Стефчо Јакимовски изјавува дека работниците во Македонија се заштитени како, цитирам, мечки од планина. Почитувани, со ова господинот Стефчо Јакимовски како министер за труд и социјална политика сметаме дека извршил злоупотреба на службената должност и овластување. Затоа ја повикуваме Државната комисија за спречување на корупција да го разгледа работењето на господинот Стефчо Јакимовски и да се произнесе за неговата евентуална кривична одговорност. Ако досега господинот Стефчо Јакимовски ги одбегнуваше одговорите на нашите прашања, сега ќе мора да одговори пред институциите на системот и Државната комисија за спречување на корупција. Поредете ли имате прашања? Со темата, надвор од темата? Добре, ви благодарам.